Списокот на жртви на серискиот убиец од кумановското село Млатино би можел да порасне на 3. Од основното јавно обвинителство велат дека веќе е издадена наредба за ексхумација на уште едно тело на повозрасна жена која би можела да биде третата жртва на 25 годишниот овчар Трајко Бојковски. Од ОЈО Куманово велат дека истрагата е проширена, но не прецизираа за кој временски период, ниту пак од каде потекнува жртвата и во кој период таа починала. Не кажаа детали ни за тоа како починала. Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување на истражна постапка спрема истото лице, со што фактички ја прошири истрагата за уште едно кривично дело убиство, кое согласно кривичниот законник е кривично дело убиство од член 123 став 3 од кривичниот законник, за кое дело е предвидена доживотна казна затвор. Во текот на наредните денови е планирано уште една ексхумација за уште една жртва за која што се сомневаме дека е жртва од кривично дело. Иако засега Бојковски е единствениот осомничен, издадени се наредби за проверка на евентуална вмешаност и на други лица. Претходните направени обдукции на двете жртви, 78 годишната Мира С и 35 годишната Марија Мартиновска, за кои се сомнечи Бојковски дека исто така ги убил, починале од насилна смрт. За убиството на 35 годишната Мартиновска потврдила ДНК анализа по ексхумацијата на телото. Обдукцијата покажала дека смртта била насилна, но немало силување. Паралелно обвинителството ќе ја испитува можната одговорност и на полициските службеници кои претходно добиле пријави дека Бојковски извршил насилство, како и на лекарите и полицијата во случајот со смртта на Марија, кои дозволиле да биде погребана како да починала од ненасилна смрт. Мотивот за серијата убиства се уште не е утврден. Според првичните информации, во случајот со помладата девојка не е пријавена кражба, односно досегашните сознанија укажуваат дека од нејзиниот дом ништо не недостасува. За разлика од тоа, од домот на 78 годишната Мира биле одземени 17.000 евра. Во меѓувреме полицијата добила наредба да ги прибере сите пријави, поплаки и телефонски повици поврзани со Бојковски, врз основа на кои се преземаат понатамошни истражни действија. Јавното обвинителство и понатака продолжува да превзема мерки и активности, да издава наредби и да прибавува докази со кои се испитуваат сите околности поврзани со предметот. Осомничениот во моментов се наоѓа во Кумановскиот затвор и според изјавите на обвинителството, најверојатно е сместен во самица. За многу брзо ќе биде посетен од психијатриски тим кој треба да изврши проценка за неговата психофизичка состојба. Обвинителката Теута Рамадани истакна дека целата истрага на обвинителството започнала по пријавата на преживеаната 83 годишна Слободанка Арсовска од Куманово, која благодарение на својата храброст и присебност пред 6 месеци успеала да се спаси од убиецот. Арсовска сведочеше дека додека убиецот ја давел, таа го измамила викајки по незиниот син, кој наводно бил горе во една од собите.